Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Целта на оваа тема, денес што ќе зборувам, е обид да дојдеме до подобро разбирање и сваќање за Бог, Светиот Дух, кој ни се откри преку неговиот збор, Библијата. Многу христијани мислат дека ако работат некои христијански дела, тоа е всушност и водството на Светиот Дух, без при тоа да помислат дека можеби ја презеле улогата на Светиот Дух и се занимаваат со нешто што ним им одговара и е во нивен интерес. Светиот Дух е основата и без него не може ниту еден христијанин да биде ефикасен. И затоа што Светиот Дух е целосно Бог, би било невозможно да дадеме целосна прегледност на оваа тема. Затоа ќе дадам неколку работи за Светиот Дух, за кои секој верник треба да биде доволно свесен. Ќе почнам за личноста и природата на Светиот Дух. Потоа ќе кажам нешто за неговите главни активности. Делото или работата на Светиот Дух. Тоа е нашата денешна тема. Делото на Светиот Дух е манифестација и активно присуство на Бог во овој свет, а особено во црквата, Христовата црква. Светиот Дух е Бог присутен и активен во животот на секој верник, зашто секој верник го прима Светиот Дух, кога е наново роден. Кога зборуваме за Светиот Дух, треба да имаме предвид дека делото на Светиот Дух во целост е далеко над нашата способност. Но ќе спомнам 10 нешта што Светиот Дух ги прави во верникот и општо. Како прво, Светиот Дух е дух на откровение, на објава, Божја објава. Библијата е исполнета со настани кои јасно кажуваат за Светиот Дух, кој активно действува и работи. Сушност, една од клучните улоги што ги одигра Светиот Дух беше откровението во поглед на писмото, на Библијата. Во 2 Петрово писмо или послани, 1 глава, 21 стих, не уверува и ни дава на знаење дека писмото или Библијата не е од човечки идеи. Еве што вели Петар. Зашто ниту едно пророштво во писмото никогаш не дошло по човечка волја, туку Божите луѓе зборувале поттикнати или вдахновени од Светиот Дух. Духот целосно ни го дал писмото за читање. Тоа значи дека една од неговите примарни улоги е во областа на откровението. Без вакво откровение ние не би знаеле ништо за Бог. Се што е запишано во Библијата или наречено Свето писмо, од почеток до крај е Божјо надприродно откровение, зборувано и инспирирано преку Божите слуги. Второ, Светиот Дух ни дава уверение или убедување. Во Евангелието според Јован, 16 глава, 8 стих, ни се вели дека Светиот Дух го укорува или го обвинува, или го осудува светот за неговиот грев, за праведноста, а и за судот. Во оригиналниот јазик овој збор укор или обвинение значи да се осуди или да се докаже неговата сигурна вина. Но интересно е да се спомне дека ја носи со себе идејата за помирување, односно Бог, Светиот Дух, ни го открива нашиот грев и не осудува за тоа дека сме грешници пред Бог. Ни покажува колку сме неправедни и не предупредува на предстојниот суд, затоа што тој не љуби и не сака. Тој сака да бидеме во заедништво со Таткото преку Исус, неговиот Син, што значи ја носи идејата за докажување на вината, но истовремено и за помирување со него. Како трето, Светиот Дух ги повикува грешните. Кои се грешни? Сите луѓе на овој свет. Светиот Дух е активно вклучен во упатување или покана на сите луѓе од овој свет.
ги повикува да дојдат и да поверуваат во Исус Христос, кој е единствен посредник за спасение на човечката душа. Преку Бог, Светиот Дух, луѓето можат да го видат својот личен грев, каков што е на вистина, па дури да се согледаат дека на вистина се многу отпаднати од Бог. Со тоа согледување можат да сватат дека се поканети милостиво и дека треба да одговорат на оваа милостива понуда за простување на нивните гревови и за вечен живот во Исус Христос. Без делото на Светиот Дух, никој од нас не би сакал да стане христијанин. Тоа е факт. Дури и да сака да стане христијанин, без Светиот Дух не може да стане. Библијата не уверува во Римјаните 3 глава 10 и 11 стих дека нема ниту еден праведен. Нема баш ниту еден кој би сакал да го бара Бог во својата правда. Светиот Дух е оној кој не повикува да дојдеме и да одговориме на Божјата покана. Духот е тој што не овозможува да се видиме себе си токму такви, какви што сме во Божите очи, и не повикува да му дозволиме на Исус да не промени и да не направи нови созданија во Христос и преку Него. Како четврто, Духот влие на нашата обнова или промена. Библијата ни вели дека Светиот Дух не обновува или не наново раѓа, не прави нови созданија во Христос, како што веќе реков малку. Во Евангелието според Јован, 3 глава, 5 и 6 стих, Исус му рече на Никодим дека тој треба повторно да се роди или мора да се наново роди, одново, од озгора, односно од небото. Еве кои се зборовите упатени кон Никодим. Вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Божјото царство. Што е родено од тело, тоа е тело, а што е родено од дух, тоа е дух. Светиот Дух е оној што влијае на оваа ново раѓање, во животот на оној што верува. Во суштина, Библијата ни вели во Римјаните 8 глава 10 стих дека Светиот Дух дава живот. Божјиот Дух дава живот. Тој обновува и променува се од корен, коренито. Еве за кој стих станува збор. А ако е Христос во вас, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив заради правдата. Кога Светиот Дух ќе дојде во тебе, тој те прави мртов за гревот, а те оживува за правдата. Како петта точка, Светиот Дух живее во верникот или во верните. Некои учат дека постои втор благослов на Светиот Дух. Меѓутоа, не постои втор благослов каде што треба постојано и постојано да се молите за да го добиете Светиот Дух, откако веќе сте спасени и сте го примиле Светиот Дух. Тој се дава еднаш за секогаш и човекот тога се наново раѓа. Во Ефесјаните, 1 глава, 13 и 14 стих ни се вели следново. Дека во моментот на спасението, Бог всадува својот дух во нас како негов печат и како негова собственост и уверување дека ние сме негови деца и дека тој никогаш нема да не остави. Колку е важно да се знае ова. Во суштина, во Римјаните 8 глава 9 стих, Библијата ни тврди дека ако го немаме Светиот Дух, ние не сме спасени. Еве што вели. Но вие не сте во телото, туку во духот, само ако Божјиот Дух на вистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот Дух, тој не е негов. А во 1 Коринтијаните 6 глава 19 стих, истиот апостол Павле ни вели дека нашите тела се храм на Светиот Дух или пребивалиште, живеалиште на Духот Божи. Од моментот на нашето спасение, ние го имаме Бог во нас преку Светиот Дух. Тој е присутен во нас преку Неговиот Дух, вечниот Божи Дух. Како шесто,
Светиот Дух ги учи верните, ги воспитува во правдата. Во Евангелието според Јован, 14 глава, 26 стих, Исус вели дека Светиот Дух ќе не научи на се и ќе не подсети на се што поучувал и дал заповеди на неговите ученици. Светиот Дух е учител. Тој ни покажува вистината и ни помага да разбереме зошто треба да ја почитуваме вистината и како да ја спроведуваме во нашите животи. Тој ни овозможува да ја разликуваме вистината од лагата и не учи на Божите патишта. Исус сака неговиот избран и повикан народ, црквата, да ја знае вистината целосно и да стане дел од нивниот живот. Не само дел, туку целосно опфатени со оваа вистина. Исус во Евангелието според Јован, 16 глава, 13 стих, вели вака: А кога ќе дојде Духот на вистината, тој ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува сам од себе, туку ќе зборува тоа што ќе чуе. Колкава ли е таа привилегија за оние што веруваат во Исус? Божите вистини ќе ти станат твои вистини, за кои ќе станеш вистински сведок. Има ли нешто поубаво од познавањето на вистината? 7 точка. Духот се застапува за верните. Една од најдобрите служби на Светиот Дух е кога знаеме дека тој е наш посредник. Во Римјаните 8 глава 26 и 27 стих се вели: Исто така и Духот ни помага на нашата слабост или во нашата слабост, зашто ние не знаеме зашто да се помолиме како што треба, но самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. А оној кој ги испитува срцата знае какво е значењето на Духот, зашто по Божјата волја се моли за светите, тоа се верните. Тој тука не вели дека понекогаш не знаеме да се молиме, туку јасно кажува дека не знаеме да се молиме како што треба. Но Бог преку Духот, значи тој тука не вели дека понекогаш не знаеме да се молиме, туку јасно кажува дека не знаеме да се молиме како што треба. Но Бог преку Духот действува и се застапува. Неговиот Дух посредува, односно оди кај Бог во наше име, барајќи од Бог она што ни треба. Дури кога не знаеме дека ни е потребно, тој се застапува за нас и се моли. Гледате ли со колкава привилегија располагаме? Ако го имаш Духот и не знаеш како да се молиш, Духот ти помага и ја принесува твојата молба до престолот на благодатта. Прекрасно, зарем не? 8. Светиот Дух дава единство на Божиот народ, едномисленост. Во Ефесјаните 4 глава 3 стих Павле ни дава заповед да бидеме ревностни, да го зачуваме единството на Духот во врската на мирот и љубовта. А во Филипјаните 1 глава 27 стих ни вели да бидеме непоколебливи и во еден дух. Потоа во 2 Коринќаните 13 глава 14 стих зборува за обединето заедништво на Светиот Дух. И тоа за сите верници, употребувајќи ја фразата заедницата на Духот. Идејата овде е дека преку неговиот Дух кој живее во неговиот народ, црквата, Бог сака да има единство во неговото тело. Секогаш кога Божиот Дух ги води верните и кои се под негова контрола, тие ќе бидат обединети во љубовта и ќе дават доказ за неговото присуство во нас. Таму каде што е Божиот Дух, постои единство, и тоа единство се манифестира со мир и со љубов. 9. Духот го оспособува и зацврстува Божиот народ за служба. Во Дела на апостолите, 1 глава 8 стих, на учениците им беше речено дека ќе добијат посебно помазание на сила.
Посебна можност да го продолжат делото на Божјото царство. Ова е истото што Господ го кажа преку пророкот Захарија, 4 глава 6 стих, кога рече: не со сила ни со снага, туку со мојот дух, зборува Господ над војските. Исус рече дека без Него не можеме да направиме ништо. Што ќе рече? Без Неговиот дух не можеме ништо да направиме за Негова слава. Без таа надприродна мок и сила не можеме да постигнеме ништо во поглед на вечноста. Светиот Дух дава сила за се. И 10. Тој ги опремува верните со духовни дарби и дарови во согласност со Божјата волја и откровение. Во 1 Коринтјаните 12 глава, во Римјаните 12 глава, во 1 Петрово писмо 4 глава се опишува дека Светиот Дух му дава духовни дарови на секој верник, за да го оспособи да биде функционален и корисен дел од Христовото тело. Ако секој верник има духовен дар, а очигледно е дека има, прашање е зошто тие не ги користат. Ете, гледате ли, проблемот не е во духот кој ги дава даровите, туку во верникот кој го закопува својот талент, наместо да го вложи својот живот во делото на Божјото царство. Црквата ќе расте или ќе се намали врз основа на активното дело на Светиот Дух. Тој ќе тече како река низ Божиот народ, за да ја исполни Божјата волја на земјата. Само доколку верникот му дава можност Светиот Дух да работи преку него. Бог да ве благослови, почитувани. Тоа е само еден краток опис за работата и дејството на Светиот Дух. Оваа тема е многу поопширна ако се земат предвид сите точки и ако се објаснуваат многу подетално. Но ете се ограничуваме и сме ограничени и така треба да биде овде на овој медиум. Бог да ве благослови. Амин.